Почитувани, Зоран Заев брутално си поигрува со вработените на Колска. Заев на средбата со вработените на 27 јули им вети дека за една недела ќе им ги исплати платите кои заостануваа. Поминаа 2 месеци, пари ниту еден вработен не виде. Македонија се враќа во транзицијата на СДС, каде фабрики се затвараа, а работници штрајкуваат. Заев безочно излажа. Со месеци во агонија ги држат вработените од Велешка Колска без плата и без здравствено осигурување. Со месеци ги лажат дека ќе го решат проблемот, наместо тоа парите наменети за вработените во Колска ги трошат на шарените послушници кои ги вработија во државните институции. Ни трага ни глас од помпезното најавување на велешанецот Андјушев за трајно решавање на проблемот со вработените во Колска. Само паушални ветувања и груби лаги. Тоа се методите со кои се служи СДС. Владата на Зоран Заев и Кочо Андјушев ја стопираа постапката за приспојување на Колска кон Македонски железници транспорт, која беше пред завршување и ги оставија на милост и немилост вработените. Дали вработените и нивните фамилии ќе чекаат уште една година на милоста на Зоран Заев и Кочо Андјушев. Но така е секогаш кога СДС ветува за Колска. Денес вработените ги лажат Заев и Андјушев, а претходно истото го правеше и Јаце Коцевски, нивниот вечен кандидат за градоначалник. Додека министрите на СДС си прават тендери за пијалоци и бадеми, вработените молат за исплата на заостанатите плати. Наместо да лажат, јавно да излезат и да им ја кажат вистината на вработените. Неспособното СДС уште еднаш докажа дека не им е гајле за граѓаните. Единствено им е гајле како да се збогатат, додека индустријата тоне, економијата остварува негативни резултати, а граѓаните се посиромашни. Ова ли е животот кој што го ветувавте? Ова ли е зборот со кој се фалите на вашите медиумски мегафони? Заради лагите кои што ги ширите, казната ќе ја добиете на локалните избори на 15 октомври. Благодарам.